Мислам дека можеме да почнеме, Горан? Да, мислам дека е време. Ајде. Добар ден, добре дојдовте на денешниот вебинар. Денеска зборуваме на многу интересна тема, повторно поврзана со дигиталниот маркетинг. Ова е серијата вебинари која што ја правиме се со цел да споделиме знаење, а при тоа да помогнеме на многу мали бизниси, многу микро, мали па и средни бизниси, да работат поквалитетно со сите своји активности кои што се дел од дигиталниот маркетинг. Моето име е Горан Димитровски. Заедно со Ванчо денеска ќе направиме интересна комуникација. Како ќе работиме? Нашиот дел ќе го пренесеме во ова видео, а потоа сите ваши прашања кои што и за време на вебинарот ќе ги имате, можете да ги оставите во коментар, а можете да ни ги пратите и на мејл адресите кои што ќе ви ги покажеме во текот на овој вебинар. Многу е важно да бидете фокусирани на следниве 30 до 40 минути, за да можеме да ги добиеме информациите кои што за да можете да ги слушате информациите што ги имаме. Во денешно време е многу комплицирано да бидеме фокусирани на нешто, бидејќи имаме многу околу нас уреди кои што не деконцентрираат, не вадат од вниманието што сакаме да си го посветиме. Исклучете телефон или ставете на silent mode, тргнете се што е нотификација, фејсбуци, мејлови и така натаму. Фокусирајте се во наредниве 30 до 40 минути, за да можеме да имаме и понатаму квалитетна комуникација на ова или други теми врзани за дигиталниот маркетинг. Мојата компанија е Airtree Infomedia. Работиме на пазарот во Македонија повеќе од 15 години. Им помагаме на собствениците на различни бизниси преку различни наши медиуми, преку златна книга, принтано издание, печатено, преку веб страницата Златна книга zk.mk, еден од најмногу користените локални пребарувачи и бизнес листинзи во Македонија, со преку 230.000 уникатни корисници секој месец. Во нашите сервиси кои што се дел од нашето портфолио е и кол центар 1188, тоа е бројот што ги знае сите броеви во Македонија. И сите тие сервиси и вклучително Market Connect како marketplace, место каде што има комуникација помеѓу компании и купувачи за различни производи, за различни услуги и не само комуникација, туку и директна продажба. Сето тоа како сервиси имаат за цел, направени сме ги креирале за да помогнеме бизнисите подобро да ја презентираат својата понуда до купувачите, купувачите полесно да ги најдат бизнисите и нивните производи и услуги, а без при тоа да се користи агресивна промоција која што најчесто е и одбивна, посебно за крајните купувачи. Јас тука ќе запрам, ќе му дадам простор на Ванчо во овој прв дел од вебинарот да даде вовед на денешната тема и да ги каже сите типсови, совети кои што ги подготви за сите нас, сите вас денес. И ние како Airtree Infomedia доста учиме од Ванчо, кој е наш надворешен соработник, консултант, особено во овој дел на дигитален маркетинг, дигитализација и така натаму. Ванчо, еве на денешната тема, секако представи се за да јас не зборувам во твое име кој си, што си и така натаму. Јас кратко само сакав да ги поздравам сите присутни на овој вебинар и да ви закажам дека за 20 минути се слушаме пак со многу интересни информации за нашиот нов сервис кој што го воведовме на македонскиот пазар и постои веќе една година, а е со истата цел да помогнеме на микро, мали па и средни компании да работат поквалитетно дигитален маркетинг. Повели, Ванче. Благодарам, Горан. Благодарам и на твоето гостопримство и гостопримството на Airtree Infomedia.
Ова лето за нас беше работно и само ќе кажам, Airtrim Media е единствената компанија во Македонија која што работи на локално ниво со малите бизниси и веќе 15 години им помага на собствениците на бизнисите преку принт, онлайн, преку нивниот call центар да ја презентираат својата понуда без агресивна промоција. Ти веќе кажа доволно за мене, јас се водам Академијата за дигитален маркетинг, која што е комбинација на онлайн едукација и практични hands-on вежби, со цел брзо да почнеме да работиме и да креираме дигитален маркетинг и ја водам и Агенцијата за дигитален маркетинг All on Web. Планот за денес е да преидеме низ воведот зошто контент маркетингот е важен за малиот бизнис. Збор 2 низ примери како да ја правиме подобар контент маркетинг. Понатаму ти ја враќам топката тебе и на твојот дел за презентацијата на InOne, дигиталната платформа за маркетинг, делот со изненадувања вообичаено и дел за вашите прашања и одговори. Контент маркетингот влијае врз корисниците и потенцијалните клиенти како магнит. Тој едноставно ги привлекува. Тој е чудесен начин на собствениците на мали бизниси да станат големи. Тој е важен за бизнисот затоа што содржината е се што е видливо за корисниците на интернет. Содржината е начин да собствениците на малите бизниси комуницираат со клиентите и да ги решат нивните секојдневни проблеми. Таа содржина, тој контент маркетинг е важен за пазарот на производи и за пазарот на услуги за интернет. Многу е тешко за собствениците на мали бизниси да го зголемат собраќајот, да зголемат видливоста и активностите на веб страната и социјалните медиуми без привлечна и вредна содржина. Точно е дека денес клиентите се многу поинтелигентни и посвесни. Тие секојдневно гледаат безброј онлайн содржини и знаат како да ги искористат корисните работи за нив. Содржината не е само за маркетинг, туку и за отварање на вратите на срцето на посетителите преку збор, текст, дизајн и видеа. Вистинските клиенти истражуваат пред да донесат одлука за купување. Тоа е затоа што ги вреднуваат своите пари и сакаат поголема вредност од парите кои што ги трошат за вашиот бизнис. Поп-апи, масовни SMS пораки, спам мейлови, употреба на фотографии, видеа, може да привлечат само публика кои што не се вистински клиенти. Вистинските клиенти истражуваат пред да донесат одлука за купување. Што е контент маркетингот? Досега знаеме дека контент маркетингот е метод за продажба на производи и на услуги на интернет. Но што точно од оваа содржина е добра и како ние го продаваме? За да одговориме на првиот дел од ова прашање, едноставно можеме да кажеме дека содржината е се што гледаме на веб страната и на социјалните медиуми како посетите. Болдиран текст на наслов, фотографија под него, текст во фотографија, главен текст на статија, некој видео, аудио, клип, се што вклучува средство за комуникација преку кој ние раскажуваме својата приказна. Сето ова е контент маркетинг, кој што е размислуван и е подготвен од некој кој што знае тоа да го прави. Содржината е храна која што ја јадат пребарувачите и социјалните медиуми. Таа единствено ги храни. Например, гледаме некоја спонзорирана реклама на Facebook во кој што ќе видиме некои си атрактивни слики, некој си текст внатре во сликите, некоја си понуда за попозва реклама. Оваа е содржина која што се користи од страна на компаниите и на поединците на пазарот да продаваат нешто, што знаат дека луѓето ќе ги заинтересира и тие утре ќе ја купат таа услуга или тој производ. Во рамките на таа реклама, овие линии
на текст кои што се креирани и слики се поставени, но ако тие не се ефикасни, нема да донесат нити собраќај, ниту видливост, ниту пак потенцијални клиенти на веб страната. Значи, подобро е да се знае разликата помеѓу квалитетна содржина и лоша субстандардна додавна содржина. Ако сте собственик на мал бизнис, кој што се надпреварува со милион останати бизнеси. Содржината не се користи само за промовирање и маркетинг на нашиот бизнис преку интернет. Содржината всушност може да се продаде ако е навистина добра. При тоа мислам на бизнес веб страна за продажба на собствени производи и услуги преку блогот и создавање на содржина која што самата продава. Корисниците се заинтересирани да знаат за конкретни детали за некој производ или услуга пред да го купат. Ако можеме да ги обезбедиме тие информации се производ сам по себе. Содржината е универзална. Откако ќе видиме некој убав визуелен детал, тој ќе остави впечаток на нашиот ум без разлика каде ќе го видиме повторно. Дали во весник, дали на телевизија, и тогаш ќе се случи автоматско поврзување со брендот или производот со информацијата која што негде постои во нашиот ум. Она што досега го научивме е дека добрата содржина е услов за продажба на производи и на услуги преку интернет. Услов кој што го креираат тие малечки меѓуонични нерешени копирајтери. Исто така научивме дека содржината може да се продаде сама по себе, а може да носи и продажба на сродни производи и услуги. Како контент маркетингот користи на клиентите и на интернет корисниците? Контент маркетингот од страна на дигиталните продавачи им помага на клиентите и на интернет корисниците да ги знаат потребните факти и детали пред да го трошат своите пари на интернет. Клиентот добива персонализирано внимание, лично, од продавачите за нивните проблеми преку професионално креирана содржина. Например, доколку барате некоја апликација за разговор или апликација за тимска работа, пребарувате на Google. Ги посетувате најрелевантните веб страни и ја добивате идејата и цената за можностите на таа апликација за работа. Што гледате и анализирате пред да донесете одлука за купување? Ги гледате нивните содржини, како што се слики од екран на софтверот, факти, оценки од постојни купувачи, препораки од постоечки клиенти, критики, повратни информации. И сето ова е содржина која што е поставена и се користи за маркетинг цели за таа апликација или софтвер за соработка. Некои дури користат и апликација за разговор во живо, во која можете да постувате милион прашања до нивниот продажен представник во реално време. Но ова се вообичаени маркетинг практики за содржина, за добар контент маркетинг, поради кое што сме посетили нивната веб страна. Не според нивното име, туку пребарувајќи решение за наша потреба преку специфични клучни зборови на Google. Зарем не е корисно? Се разбира дека пребарувачот го наградил тој клучен збор со повисок ранг и сето ова е затоа што се следени основните принципи на контент маркетингот. Како контент маркетингот е користен за корисниците? Например, доколку сакате да ја зголемите продуктивноста на вашите вработени, започнувате да пребарувате на Google. Како да ја зголемите продуктивноста на вработените или како да бидете попродуктивни, а да работите од дома. Откако ќе пребарате на Google, ќе добиете десетина резултати и десетина страни и неколку реклами на AdWords. Овие 10 резултати ќе добиете слични текстови, а тоа се топ 10 начини за зголемување на продуктивноста во една канцеларија. 10 алатки за секоја потреба на собственикот на бизнисот. Најдобра апликација која ќе зголеми вашата продуктивност за 500%, за 1000%. Сега, одбирате или посетувате некој резултат и налетувате на некоја се статија од блог.
Тука можете внимателно да ги испитате сите објаснувања, факти, податоци и тие преку вистинско добра креирана содржина ќе ве убедат и ќе ве инспирираат да го купите нивниот производ или услуга. Ако сте задоволни, ќе купите. Дали ова не е корисно за купувачите како што сте вие? Да, тоа е корисно и тоа е затоа што всушност сте дознале анализирајќи ја содржината. Додека ако кликнете на обичен банер и купите производ или услуга, не бидете изненадени ако производот или услугата не се согласно со вашите очекувања. Ќе бидете незадоволни од купувањето и ќе се прашате што направив сега погрешно. Затоа е важно да се креираат добри маркетинг содржини без разлика дали сте собственик на бизнис или пак клиент. Контент маркетингот е најдобриот метод за читање, размислување, анализа и споредба на секој производ или услуга што продавачот ја нуди. Ова е пример како контент маркетингот или блогот на веб страната е од корист за еден клиент. Зошто контент маркетингот е важен за успехот во бизнисот? Откако ќе ги знаете придобивките од контент маркетингот за потрошувачите, нема да го игнорирате контент маркетингот како што до сега го игнориравте. Контент маркетингот им овозможува на вашите клиенти да знаат за вас и како работат, како функционираат вашиот производ или вашата услуга. И тоа е одлична можност за собствениците на мали бизниси да ги искористат предностите пред да биде предоцна. Контент маркетингот е најголемата алатка која што може да ја користите за да доминирате над големите компании и давателите на услуги. За да ги добиете тие предности, не само што треба да се фокусирате на квалитетот на вашите производи и услуги, туку и на содржината што ја користите за да го продадете, да го понудите вашето решение. Маркетингот е се. Сите продаваат, но тие кои најмногу продаваат, добиваат клиенти врз основа на начинот на кој што продаваат и на кој што се однесуваат. Затоа и користев во минатиот семинар пример со ресторан. Не е важно колку е вкусна вашата храна. Ако не сте служеле со љубов кон вашиот гостин и сте го увериле да ја вкуси храната, значи фокусирајте се на вашите методи на сервирање и презентацијски вештини додека креирате контент маркетинг, додека креирате содржина. Направете ги луѓето свесни и информирани за вашите услуги со најдобри можни методи за зголемување на продажбата и на приходите. Тоа е затоа што контент маркетингот е начин да се оди во вистински правец. Да, можете да користите кампањи на Google AdWords, можете PPC реклами, можете платени реклами, можете банери, но тие се ефикасни се додека зборовите кои што ги представуваат имаат решение кое што е ефикасно. Контент маркетингот можете да го направите само со работа, со практикување, учење од другите и поставување во кондурите, во чевлите на вашиот клиент. Разбирање на нивните проблеми и грижи, додека тие се обидуваат да одлучат што да купат. Дојдете со решение преку контент маркетингот и ќе видите видливи резултати на интернет. Ако не сте разбрале важноста на контент маркетингот, тогаш видите го следниот пример. Како што знаете, не можете да пазарувате и продавате ништо без содржина на интернет. Секој производ и решение користи некој вид на атрактивни слики и атрактивни зборови. Например, отворивте мал ресторан за храна, а не го маркетирајте. Тоа може да биде само од две причини. Прва, вие сте единствениот кој што има ресторан на пазарот, бидејќи знаете дека луѓето се гладни и нема потреба да трошите на буџет за маркетинг. Втора причина е затоа што нема друг ресторан како вашиот, па клиентот може лесно да ве најде, и ако има трета причина, за кратко време ќе го затворите ресторанот. Корисниците на интернет или клиентите на интернет имаат голема разновидност и можност да изберат пред да го одберат најдоброто решение. Тие не бараат нешто за јадење додека не видат нешто на социјалните медиуми. Тие бараат специфично решение од најдобриот готвач и од најдобриот ресторан. Без контент маркетинг тешко е за малите бизнеси или големите компании да преживеат доволно долго. Тоа е затоа што клиентите
се следат и сакаат ажурирани и тренд содржини. Со едноставни зборови, денешните клиенти имаат консултант за вештачка интелигенција, Google, нивниот личен асистент кој што им помага подобро да ги разберат работите и мудро да трошат пари. Затоа контент маркетингот е единствениот, тестиран и најдобар метод за дигитален маркетинг кој можете да го користите за да најдете нови клиенти. Лојални клиенти и да остварите повисоки продажби. Контент маркетинг за собствениците на мали бизнеси е можност да станат големи во текот на годините. Не е важно кој е твојот пат, не треба многу да пораснете од мал бизнес до голем бизнес. Ви требаат само вие две работи. Вистинска намера и добра содржина. Затоа е битен и важен контент маркетингот за вашиот бизнес. Горан, мислам дека ти треба да превземеш. Благодарам, Манчо. Сигурно имате сега прашања кои што би сакале веднаш да ги поставите, но во интерес на времето и фокусот на вашето внимание ќе продолжиме со овој дел за InOne, за да низ 10 на 15 минути ви објаснам што е тоа што се содржи во нашиот нов сервис. Сосема на почетокот од ова што јас сега ќе ви го пренесам, сакам кратко да ви дадам информации за мене. Мојот бекграунд во овој дел на диджитал е повеќе од 15 години. И јас сум човек кој што излегол од медиумите традиционални. Јас работев радио 9 години. Додека работев радио, се појавуваше, се надзираше интернет со некои смешни, за денеска смешни брзини и техники. Тоа се почетоците каде што немавме брз интернет и така натаму, и ги знам корените, а многу повеќе знам како се развиваше свеста и разбирањето кај предсамакедонските фирми за овој тип на, па не знам како да го наречам, веројатно е медиум, нели Ванч? Сакам да кажам, интернетот на почетокот во однос на сега е многу сменет, но со право можем да кажем дека денеска свесноста и знаењето на компаниите од важноста на квалитетно онлайн присуство е на многу ниско ниво, односно таму некаде е застанато. Од X причини, не е само вината, можеби, ако да ја бараме вината, нели, не е вината кај фирмите, најмногу е заради динамиката со која што се развива интернет во целост, појавување на социјални медиуми, многу нови начини на комуникација, технологијата оди напред. Незамисливо беше пред 10 години дека мобилниот телефон ќе биде клучен уред за комуникација и работа. Во денешно време сите ние денеска користиме мобилни уреди многу повеќе од било кој друг уред. И од најдобриот и најквалитетниот лаптоп што сме го имале во животот, сигурно многу повеќе телефонот ни е во рака и со него работиме отколку се останато. Зошто постои InOne, односно која е првичната причина зошто одлучивме да го имплементираме кај македонските компании? Ние како Иртри Инфомедија имаме некаде околу 1000-1100 клиенти просечно годишно. Комуницираме со многу компании од различни индустрии, од различни големини, и имаме некакви сознанија, наши заклучоци кои што ги искористивме. И дефинитивно сме убедени и уверени дека InOne може да направи голема разлика кај многу компании. Голем дел од бизнисите во Македонија немаат доволно пари за инвестиција во дигитален маркетинг, и бидејќи маркетинг буџетите се многу пониски од порано, кога основните медиуми беа телевизија, радио, принт, печатени некои медиуми, флаери, каталози и така натаму. Денеска многу од компаниите речиси да немаат буџет за маркетинг и се принудени сами да прават било што, на било кој начин, само за да може да направат некаква лична своја промоција. Мислам, промоција на бизнисот. Од друга страна, идејата наша на InOne со малку пари, со знаење кое што постојано го добивате на различни начини, ние се трудиме исто така да пренесеме знаење,
Со време што ќе се инвестира во правилно планирање, правилно соработување со некои агенции, можеби кои што ќе соработуваат со вас или поединци кои што работат дигитален маркетинг, да дојдете до нешто што значи поставување на добра база и добар предуслов за раст на резултатите од инвестицијата, односно од маркетингот кој што го работите. Јас кажав кој е мојот бекграунд во дигиталниот маркетинг многу малку, но дефинитивно за мене маркетинг веќе е се, без разлика дали е дигитален или традиционален, или е ваков или онаков. Маркетинг е се и без маркетинг било кој бизнес, од било каков тип, не може да има ниту одржлива продажба и постоење, ниту пак развој. Ниту пак странски пазари, па да не зборуваме за тоа. InOne е всушност израелски продукт, кој што ние го застапуваме за Македонија во моментов. Се работи за cloud software, кој што во себе содржи 4 основни компоненти, кои што се всушност алатки за основен дигитален маркетинг на секоја компанија, без разлика на незината големина и без разлика на незината возраст. Без разлика дали е стартап или е компанија од 5 годишна возраст или 20 годишна возраст, без разлика дали компанијата сега има веб страна, нема веб страна, работи социјални медиуми, како свој начин на промоција и комуникација со своите публики и така натаму и така натаму. Ние во преговорите со Камилија, тоа е нашиот партнер фирма од Израел, дознавме дека таа компанија всушност ги следи сите трендови на интернационално ниво. Се работи за интернационален, прифатен модел на работа за преку 400.000 фирми од сите континенти, 400.000 компании од различни држави, од различни индустрии, од различни големини го користат InOne. Во Македонија се нарекува InOne, во другите држави поинаку се нарекува, зависи како нели одлучува партнерот кој што го застапува и соработува со Камилија. Се со идеја, значи одлучивме да соработуваме со идеја да и купиме знаење од различни пазари и да тоа го пренесеме на македонскиот пазар. Повторно, за да создадеме предуслови за раст кај компаниите, и овие вебинари што ги правиме имаат таква цел. Да пренесеме знаење, да пренесеме наше искуство, да дадеме некакви совети и насоки, се со цел да квалитетот на дигиталниот маркетинг и сите активности што компаниите ги прават се подигне на малку повисоко ниво, а тоа веднаш може да донесе и за очекување, дека ќе донесе поинакви резултати од инвестицијата во маркетинг за компанијата. Ајде да ги обяснам 4 елементи. Првиот елемент, што е и основа за основни активности во било каков план за дигитален маркетинг е веб страница. За жал во Македонија знаеме дека компаниите се убедени дека ако се на социјални медиуми, еве на пример на Facebook или на Instagram, не им треба веб страница. И тоа е комплетно погрешно. Од друга страна, има голем број на компании што имаат своји веб страници со огромен процент од веб страници кои што се со застарени содржини, веб страници кои што се можеби технички добро направени или веб страници кои што се добро дизајнирани, меѓутоа се технички лоши. И на крајот на денот веб страници кои што имаат некаков сообраќај, има некаква посетеност, а најчесто е мала. И генерален заклучок за компаниите е дека тие веб страници не им носат ништо добро во бизнисот. Нема никаква конверзија, во смисла никој не им се јавува од нивната веб страница, никој не ги контактира и така натаму и така натаму. Има многу тука што да се зборува на таа тема, посебно во овој дел имам големо искуство изминатите 15 години. Но она што ние го возможуваме на секоја компанија, без разлика има веб страница или нема веб страница. Дали веб страницата е добра или не е, ние возможуваме еден комплетен систем кој што подразбира, ако соработуваме, изработка на респонзивна веб страница, тоа значи веб страница што се прикажува читливо со сите уреди, на сите уреди кои што ги користат интернет корисниците. Во Македонија најмногу се користи мобилен и лаптоп и десктоп, таблет многу малку, речиси воопшто.
Тоа значи веб страницата што ќе ја имате вие како бизнес треба да комуницира правилно, да биде читлива со оно што ја наоѓа на Google или ја промовирате вие на некои канали за промоција како Facebook и Instagram. Кога ќе дојде посетителот на вашата веб страница треба да комуницира, да биде читливо тоа, да не биде ситно, да не биде растурено. Едноставно да не биде залудно доаѓањето на интернет корисникот на вашата веб страница. При тоа таа веб страница ние што изработуваме е оптимизирана за сите пребарувачи, за да можете да создадете предуслови да бидете на првата, втората страница најдалеку на Google или на Bing, значи ако напишете на Google прочистувачи на воздух, вие да бидете тука. И функционалности на самата веб страница што иницираат комуникација со посетителот на веб страницата, лесно да ви се јави, лесно да ви прати порака, прашање, а при тоа да знаете кој е тој купувач. Значи да ги имате неговите основни информации: име, телефон за контакт и имейл. Втората компонента која што е поврзана со ова што сега го објаснувам е присуството на социјалните медиуми. Дефинитивно, вашиот бизнес мора да биде таму. Оно што ние го возможуваме е лесно споделување на вашите промо постови или комуникации преку социјалните медиуми од едно место. Затоа и нашиот бренд се нарекува In One. Работам се од основи на дигитален маркетинг, основни алатки од едно место, во едно, In One. Од In One можете да постирате на Facebook, на социјалните медиуми Facebook, LinkedIn, Twitter и на Google My Business. Тоа се 4 платформи кои што можете да на кои што можете да ги споделите своите постови од едно место, без да се најавувате на сите оделно. Исто така можете да ги закажувате вашите промо постови во нареден период. Например, правите промоција која што ќе трае 3 месеци, ги правите креативите, не знам, фотографија, некои копи, текстови, значи правите цела кампања за, не знам, неколку дена и сето оно што вие во планот да го испостирате, да го објавите на социјалните профили, да го направите од едно место, да го закажете и In One си ги објавува тие постови, вие си обркате својата работа. Бидејќи на крајот на денот собственикот на бизнисот, особено доколку се работи за мали фирми, 1, 2, 3 вработени, па и 5, а во Македонија најмногу сме од таков тип, немаат време за да размислуваат дека во 9:30 во вторник мора да има објава на Facebook. Најчесто се брка продажба и се бркаат клиентите, се работи бизнисот. А многу малку од фирмите па имаат буџети за да инвестираат, за да може да бидат присутни. А ако не се пак присутни на социјалните медиуми, тогаш и не се конкурентни на големите играчи. А тоа па повлекува, нели, не ве знаат купувачите, вашите производи и услуги не се добро промовирани и полека се случува да имате помал пазарен удел, имате помална продажба и сценарио кое што ниеден бизнес не си го посакува, да паѓа продажбата, да се случуваат проблеми и кризи и така натаму и така натаму. Третата работа која што ја возможуваме преку In One и основна е имейл маркетинг. Во светски тренд е имейл маркетинг како активност на било кој бизнес, без разлика од големината и индустријата. Преку In One работите имейл маркетинг на паметен начин. Значи не зборуваме за чичко пушти флаери, односно сакам да ми се пушти флаеров на сите мейл адреси во Македонија. Не. Зборуваме за комуникација со вашите купувачи, зборуваме за сегментација, организација, групирање на вашите купувачи по различни сегменти, со цел вашите кампањи да дојдат до оние кои што вие сакате да дојдат. Во смисла, ако имате, не знам, салон за убавина, кој што дава услуги и за мажи и за жени, например, само хипотетички го кажувам сега ова,
Ако сакате да испратите промоција само за жени, тогаш треба да пратите промоција на имейл на вашите клиенти жени. Нема зошто јас како машка да дознавам за некаква услуга наменета за жени, нели? Најчесто тоа не се работи во Македонија, а од друга страна не се работи ниту комуникација со постоечки клиенти. Голем дел од бизнисите реално тоа не го прават. А тоа значи еднократна продажба. Нема повторлива продажба, нема зголемување на продажба кај постоечки клиенти, што дефинитивно е недобра навика. Од друга страна, имейл маркетинг со новите потенцијални клиенти. Значи, ако ви дојде клиент на вашата веб страница и праша за нешто и ги добие вашиот бизнис неговите основни контакт податоци, меѓу кои и неговата имейл адреса, во таков случај вие можете да направите акции кои што ќе прават комуникација со вашите нови потенцијални клиенти. А при тоа, преку четвртата работа на InOne, преку CRM-от, односно евиденцијата на клиентите во самиот софтвер, да имате трага за тоа. Точно да знаете со кој клиент кога сте скомуницирале, сте му пратиле имейл, ја отворил пораката, ве прашал преку веб страната, ви закажал некаков состанок, преглед, не знам, третман во вашиот бизнис, ако да речеме автосервис, сменил тогаш и тогаш масло, па вие имате информација за тоа и така комуницирате со вашите клиенти. Значи, CRM е комплексна алатка во различни бизниси, но она што ние го нудиме е базичен, основен, почетен начин на користење на CRM, бидејќи во Македонија знаеме дека мал дел од бизнисите, многу мал дел од бизнисите користат вакви алатки. Се ни е во главата, се ни е во тефтерот и се ни е во телефонот. Ако го изгубиме тефтерот, го губиме бизнисот. Ако престанеме да се сеќаваме на што сме правиле со купувач пред 4 години, најверојатно ќе го заборавиме купувачот. А можеби токму тој му треба нашата услуга или нашиот производ сега повторно, па и тој не заборавил нас и си бара нов бизнис каде што ќе си го купи тоа што му е сега потребно. Ме разбирате, во таа смисла, ова четврта компонента која што сметаме дека е клучна за квалитетен дигитален маркетинг е интегрирана во секој пакет на услуги што ги имаме ние со InOne. Сите овие 4 елементи се основни. Има и други кои што се дел од сите овие решенија во однос на веб страница, имейл маркетинг, CRM, календари, закажување и така натаму. Имаме и мобилна апликација која што помага додека сте во движење да си го имате цел свој бизнис во себе, за да можете да се организирате подобро, да заштедите време, да работите поефикасно. И сите овие алатки кои што се дел од нашите сервиси, од нашата платформа InOne, можете на интернет да ги најдете во различни верзии, во различни енджини. Сите тие може да се пронајдат и направат на различен начин, но се прават на различен начин. И доколку некој ви направи веб страна во нешто, а тоа нешто вие не знаете како да го работите, имате две опции. Едната е да платите човек што го знае да го работи, втората е вие да научите за да го работите тоа, за да не плаќате човек. И едното и другото е комплицирано. Комплицирано бидејќи вашиот бизнис не е вие да ја работите вашата веб страна, не е тоа ваша работа. Од друга страна, ако немате буџет кој што требате месечно да го одвојувате за човек што ќе го работи тоа, исто така е комплицирано. А е најмалку продуктивно и корисно за бизнисот да направите нешто што не е окей. И тоа може да го правите како што гледате тука на сликава со секакви различни работи. Не знам, да користите за email маркетинг MailChimp, да користите за CRM Zoho, да научите Google Analytics, па да анализирате сообраќај и така натаму. Дојдете на Facebook, па да учите како се прават таму постови, па дојдете на LinkedIn, па да идете на вебинари таму, па да учите како таму се работи и така натаму. Или можете да направите одлука да си закупите InOne пакет годишен и да си ја бркате својата работа. Значи да си правите се интегрирано од едно место, без при тоа да се грижите дали тоа функционира, дали некој од овие другиве сервиси сменил, па сега треба да се преправа, па треба да
знаеме како или да платиме некој да го направи. Во суштина оваа фотографија со колава го кажува се она што е инван. Кога купуваме нели автомобил, имаме цел да влеземе во него и да одиме од една точка до втора точка, од точка А до точка Б. Најчесто го купуваме автомобилот за тоа. Да, го купуваме можеби заради престиж, ама тука се веќе нијансите во модели, во боја, во изглед, во бренд, во мирис на кожата во возилото, во сензори кои што се дел од стандардна или ексклузивна, комплетна опрема на возилото и така натаму, но суштината е следна. Вие најмалку се грижите што, од каде, кој дел е во тоа возило. Дали брисачот е од фирма од, не знам, од Кина или е од не знам каде. Вашата функција, дали исполнете прашањето, дали вие со вашиот дигитален маркетинг и вашите алатки, веб страница и она што сега го зборував јас, имате резултат или немате резултат. Ако имате резултат, вие сте ја погодиле инвестицијата. Ако немате резултат, тогаш имате погрешна одлука. Со Инван сакаме да ве ослободиме од техника. Значи, со нашиот комплетен софтвер кој помага на бизнисите за подобра онлайн промоција и продажба, вие не се грижите за софтверот. Софтверот е работа на нашиот партнер од Израел. Тие се грижат и за хостинзи, и за сервери, и за функционалност, и за надградба на софтверот што доаѓа гратис со за секој корисник, со сите прилагодувања и новитети за и SEO, и за техники во изглед на сајтови, и за подобрувања кои што мора да ги правиме на сите наши веб страници за да бидат средени и да бидат секогаш лесно прифатливи и прочитани и од корисници и од сите различни преварувачи. Како функционира секој бизнис, го знаеме тоа. Ова е една симулација која што низ една минута ќе ја поминам, без да се задржувам во детали, која што генерално е приказна, која што важи за секој бизнис. Секој бизнис нешто нуди и секој купувач нешто бара. Нели? Купувачите бараат најчесто на интернет. Тоа веќе го знаеме, сме убедени. Ние и со наши истражувања се убедуваме секојдневно дека се повеќе луѓе пребаруваат прво и основно на интернет. И кога пребаруваат веќе на интернет, на Google, вие треба да бидете таму и да се појават вашите информации од вашиот бизнис. Еве да речеме дека оваа купувачка наоѓа, купувач, девојка, си наоѓа свое решение за својот проблем, еве за стоматолог и потребен е, еве да измислиме, не знам, и треба пломбирање, да речеме, доаѓа до сајтот на овој доктор, ние го нарекуваме во нашиот пример Живко, таа лесно комуницира со неговата веб страница и се случува овој пат. Значи, таа има потреба за нешто, преку реклама или преку пребарување доаѓа до овој доктор Живко. Докторот Живко со својата стоматолошка ординација нуди одредена палета на услуги. Едена од услугите е потребата на Ана. Ана прашува колку чини пломбирање на еден зап, на пример. Живко веднаш одговара и додека работи со својот пациент на стол, значи нема потреба да станува и да прекинува да го прекинува она што го работи. И таа комуникација многу често се случува веќе без да се јави купувачот кај фирмата. Значи нешто ќе пише, фирмата враќа, се случува спојување на барање и понуда, односно цената и одговара на Ана. Ана веднаш оди на сајтот на доктор Живко, се закажува термин кој што ја одговара да отиде за интервенцијата што ја треба. Таа веднаш влегува во евиденцијата автоматски, Живко ништо не прави за тоа. Автоматски влегува Ана во евиденцијата од CRM-от на доктор Живко. Доктор Живко знае дека Ана доаѓа во петок во 12. Инван ја потсетува Ана дека треба да дојде во петок во 12, еден ден порано или еден час порано, а доктор Живко во неговиот календар на пациенти веќе знае дека во петок во 12 доаѓа Ана, Ана доаѓа, се завршува целата работа што е потребна на Ана, Ана е среќна, остава оценка за услугата на доктор Живко на неговата веб страница или на неговиот Google My Business, тоа Живко го користи, си прави промоција дека еве имам нов клиент, тој нов клиент е задоволен и ми го рече тоа и тоа во својата оценка за сервисот што јас го
го купив. И такви приказни се дефинитивно исти и идентични за различни бизнеси, без разлика дали се работи за автосервис или се работи за стоматолошка ординација или фризерски салон или за продавница кај што се продава мобилни уреди или за не знам каков бизнес. Размислете и за вашиот, најчесто ова е патеката. Примери од наши клиенти имаме многу. Некои од клиентите се на нашата веб страница во делот на нашето портфолио. Можете да кликнете и да разгледате. Но ајде да направам една кратка ретроспектива за да го комплетирам овој мој дел од денешниот вебинар. Оно што ви овозможуваме ние како Inone за вашиот бизнес, за базата на вашиот дигитален маркетинг е во срцето основата е тој CRM, како што гледате. Се со цел, овие алатки што ги запомнував, веб страница, имейл маркетинг, работа на социјални мрежи, промоција преку социјални мрежи, онлайн понуди, резервации, букинг систем и така натаму, да ви овозможат поуспешно онлайн представување, полесна конверзија од посетител, обичен посетител во клиент и поголема продажба и продуктивност. Со фокус да ги задржите постојните клиенти, да добивате нови и да потекнувате повеќе купување кај вас од веќе постоечката база на ваши клиенти. Сето тоа ние го прилагодивме за македонскиот пазар. Во странските пазари, бидејќи ги знаеме од нашите партнери организации, сервисите колку чинат и така натаму, за нашиот пазар ние ги прилагодивме и сметаме дека се многу ефтини. И така сме сега за сега позиционирани, бидејќи сакаме да помогнеме на што е можно поголем број на компании, да почнат да работат многу поквалитетно од оно што го прават сега, а при тоа да си овозможат многу повеќе време за бизнисот што си го работат. Значи, дигиталниот маркетинг да биде само една надградба со овие основни елементи на работење, за да може да се постигнат сите овие цели. Inone е достапен од било каде, само ви е потребен юзернем и пасворд и линк за присуство, линк за најава и толку е. Вашата мобилна апликација за Android телефон ја добивате бесплатно со секој пакет за годишна соработка. Ги имаме такви 3 и тие 3 пакети се разликуваат по содржината, но сите во основа опфаќаат веб страница, која што ние ја дизајнираме, ја работиме со вас најмногу за еден месец и ја објавуваме на вашиот домен. Значи, не плаќате хостинг, си закупувате само свој домен, ние ви изработуваме веб страница, ја подобруваме постоечката или само го додавате Inone на вашата сегашна веб страница, доколку таа страница е квалитетно сработена и ви ја врши својата функција. Работите и од мобилен телефон, работите и од десктоп, од било каде. Не ви се потребни никакви сервери, никаква инфраструктура во вашата фирма, не ви интересира дали има напад, нема напад. Тоа се од техника, не е ваша грижа во соработката со нас. Ваша грижа е многу повеќе што да направите со купувачите, како да го промовирате вашиот бизнес на квалитетен начин, а при тоа да ги задржите постојните корисници, да потикнете нова продажба кај нив и од оние посетители, јас велам шетачи во продавницата, да направите нови купувачи. За нашата соработка стоиме цел наш тим, ние броиме за овие наши сервиси некаде е тим од 20 колеги, 20 мина сме. Сме со седиште во Скопје, знаете дека постоиме веќе 15 години и сме подготвени да дадеме максимум во нашата соработка, уште од самиот почеток, за да постигнете резултати. За тоа се потребни две страни. Ние сме подготвени, а верувам и вие ќе одлучите да соработуваме, за да можеме сето тоа да го спакуваме во еден добар продукт, кој што ќе направи разлика во вашиот дигитален маркетинг, а автоматски поголема продажба и повеќе време за бизнес. Сигурно имате прашања на оваа тема. Прашањата, рековме, нели треба да ги запишете во коментар. Задолжително ќе ве замолиме само ако може оставете и ваша имейл адреса и фирма, за да знаеме да искомуницираме
со фирмата и да запознаеме фирмата малку што правите на интернет и така натаму. А пред се, за да можете да ги остварите и подароците да ги искористите, подароците кои што ги добивате, бидејќи сте на денешниот вебинар и го гледате сето ова што ние го подготвивме денеска за вас. Еве, јас Ванче ќе кажем само што е подарокот од Инван, па потоа ќе запрам комплетно со зборување и ќе продолжиш. Сите вие што сте на денешниот вебинар, тука, што оставивте во вашиот коментар, во коментарот на ова видео, што оставивте ваши податоци, односно што запишавте име на фирма, имейл, па ако може и телефонот оставете го, ако не е проблем. Сите вие имате можност да добиете од Inone бесплатно изработка на веб страница која што ќе биде активна 1 месец. Потоа, втора работа, бесплатно користење на Inone 1 месец, за да видите што е тоа што ние ви го зборуваме денес, како функционира. Се останато што следи како подарок, оставам да ви го каже и Ванчо од All-on-Web. Она што јас ви препорачал, привилегија имате да гледате и видео снимка од овој вебинар. Ќе ви ја пратиме на меловите што ќе ни ги оставите во коментари, тоа ќе можете да го направите до петок. А до петок се слушаме ние од Inone со сите вас, за да ни дадете повратна информација, дали ги сакате вашите подароци кои што ви ги дававме денес и подароците од All-on-Web и кои, за да се организираме и да ги овозможиме. Значи, сите вие што ќе одлучите да го користите Inone пробно 1 месец, следниот четврток и следниот вторник планираме да одржиме некакви обуки, зашто дополнително ќе ви информираме дали ќе се одржат и како тоа ќе се одржи. Но идејата ни е 1 месец да комуницираме малку поактивно, да запознаеме што е вашиот бизнис и како можеме да ви помогнеме, да ви направиме веб страница, да ви покажеме и да ви научиме како се користи Inone, пробајте го, искористете го и потоа ќе ни кажете да, ова е супер, сакаме да соработуваме на годишно ниво, пакетот за соработка кој што нас ни одговара и ни е потребен е тој и соработуваме 1 година. Во текот на 1 година тука сме и за да ве советуваме да ги посетувате нашите вебинари за дигитален маркетинг, да ве подучуваме на некои различни техники што ќе ви бидат од корист. Ето од мене толку. Ајде Иванчо да си го каже својот дел па да се поздравиме. Ние за овој денешен вебинар исто така имаме изненадување од All-on-Web Академијата за втората генерација која што започнува на 1 септември. Даваме 20% попуст на сите оние кои што ќе уплатат до крајот на неделата и уште 2 поклони, а тоа е бесплатна евалуација за сите кои што оставија мејл и контакт од фирмата која што ја представуваат, во која што бесплатна евалуација ќе добиете каде сте и што е следно што треба да го направите во врска со вашиот дигитален маркетинг и продажба и 1 месец водење на вашите социјални медиуми. Мислам дека се поклони и изненадувања кои што се вредни да ги искористите. Горан? Океј, фала за присуството и од нас. Поздрав од тимот на R3 Infomedia. Ви благодариме за вниманието и се слушаме следниве денови. Доколку имате било какви прашања, слободно контактирате ме на мојот мејл на gorand@zk.mk или на мојот мобилен телефон 078246801. Без разлика на годишни одмори и каде сме, секогаш можеме да бидеме во комуникација, нели? Ние сме на интернет 24/7. Имајте убаво лето, секое добро и се слушаме следна прилика. Поздрав!